Благодарам. Кога се доаѓа на власт противуставно, многу очекувано е така и да се владее. Затоа, како и се останато во овој парламентарен состав, па и изборот на уставни судии се тера насила, на брзина и против сите деловнички процедури. Имено на Комисијата за прашања на изборите и именувањата, чија што 13-та седница стана маратонска и се уште не е завршена, прва точка на дневен ред беше избор на уставни судии, а заради 3 испразнети места во Уставниот суд на Република Македонија. За овие 3 места на самата комисија, кога конечно се отвори првата точка, а речиси после 1 година од првото заседавање, на која во меѓувреме и се промени и председателот, се поднесува вкупно 9 предлози за уставни судии. 3 беа од страна на владеачкото мнозинство, а 6 од страна на опозицијата. Ние, како опозиција, побаравме на самиот избор и на расправата да овозможиме и самите предложени кандидати да бидат присутни, што секако беше одбиено од страна на оваа така наречена транспарентна и отворена за соработка власт. После ова падна договор да расправаме по сите кандидати, а последен да биде некој од 3 кандидати на власта, за да не испадне безпредметна дискусијата доколку поминат сите 3 кандидати на власта и очекувано истите се изгласаат. Овој договор да речеме дека се испочитува и завршија дискусиите и гласањата по вкупно 8 предложени кандидати. Последен власта го остави да биде кандидатот Љубомир Јовевски, можеби како десерт после обемен оброк или како можност за избегнување на сиот срам и скандали кои што овој лик ги носи зад себе. И сега, преседанот е што дискусијата за последниот кандидат не е завршена и немаше да биде во скоро време, па затоа председателката на комисијата презеде ризик да ги крши деловникот и уставот и без никаков записник за завршена седница, нормално ниту извештај, истата ги узурпира улогите на комисијата и на известител на комисијата и ја префрли точката на дневен ред за избор на 3 кандидати на пленарна седница, ама овде за избор на 2 кандидати, а тоа се Фатмир Скендер и Васиќ Бозаџиева. Третиот останува најверојатно да биде вишната врз шлагот на десертот. Ова е класичен обид, почитувани не за успешно завршена работа, туку за заслужена интерпелација на Георгиевска, но и за оспорување на ваквиот избор на уставни судии, секако во едно време кога ќе имаме вистински уставен суд и вистински правен поредок во оваа држава. Инаку, за кандидатот Скендер интересен е податокот кој што и на самата комисија го искоментирав, а тоа е дека ова место го добива само заради неговата национална припадност кон турската етничка заедница. Точно е дека немаше друг кандидат турчин, но исто така и точно дека на увид имавме една негова штура биографија од нецели 2 страници, во која е наведено дека имал работно искуство во катастарот во Дебар како советник за запишување на правата на недвижностите. Потоа наведено е и дека Скендер вршел функција како секретар на општина Центар Жупа. Ова е некоја случајна символика со општината Центар Жупа и ме наведува на онаа еуфорија после последните локални избори за градоначалник во оваа општина, кога власта прогласи победа на кандидатот од нивниот коалиционен партнер, без при тоа да се засрами дека таму немаше против кандидат за градоначалник и дека за време на изборната кампања ниту еднаш власта не се појави во Центар Жупа, освен секако ТДП. Понатаму, кандидатот Скендер во својата биографија има наведено дека работел и како адвокат, па како раководител на одделението за правни работи во општина Центар Жупа, за да до ден денес работи како граѓански судија во апелациониот суд во Скопје. Исто така, во 2 изборни циклуси бил подпредседател и председател на општинската изборна комисија во Центар Жупа. Скендер навели дека имал учествувано на повеќе семинари, работилници и обуки, но заборавил да прикачи барем своја фотографија, што е многу логично, би рекла и професионално кога се аплицира со биографија, особено за уставен судија. Затоа велам дека единствен исполнет критериум за Фатмир Скендер да биде уставен судија е неговата припадност на турската етничка заедница, која јас искрено многу ја почитувам, но е многу поразително на ваков начин да се бира уставен судија.
Дури и Уставот вели дека кандидатот за уставен судија треба да биде истакнат правник, но за жал оваа формулација има многу широк обем и навистина не гледам никаква истакнатост во областа на правото или барем во областа на издавање научни трудови кај овој кандидат. Со сета почит кон Скендер, ама неговата биографија беше навистина оскудна во споредба со биографиите на навистина истакнатите правници кои имаа многу побогати биографии и беа многу попрепознатливи имиња од правната фела во Македонија. Како и да, јас повторно ќе се навратам на крајно неделовничкиот маневар на Георгиевска, која што не знам од кои причини се нафати на вакво прекршување на деловникот и на Уставот и се доведе во една многу тешка позиција, за која што искрено се надевам дека е подготвена еден ден и да одговара. Георгиевска на крајно неделовнички начин се однесуваше кон колегите од опозицијата, кои се пријавуваа за збор за сите кандидати, за разлика од колегите од власта, кои не само што не се јавуваа за збор за нивните кандидати, не само што не се јавуваа за реплики на нашите говори, туку и ретко кој од нив беше присутен на околу 20 продолженија од оваа 13-та маратонска седница. Иако на почетокот можам да изјавам дека беше коректна, но како што изминуваше времето, така и Георгиевска го губеше трпението и почна да се однесува со двојни аршини спрема нашите говорници. Па така, ако на колешката Петрушевска и овозможи неколку прекини на говорот и негово префрлање дури и во наредниот ден, на колешката Бети истото не го овозможи и ја остави цели 9 часа да зборува без ниту една пауза, што беше крајно нечовечки и неколегијално. После овој преседан, комисијата имаше една пауза од речиси 2 недели, кога заврши со 3-часовниот говор на колегата Ристески и тука Марија одлучува да заврши со оваа седница, а без да биде исцрпена листата на пријавени за збор. После Ристески има уште 17 колеги кои што се уредно пријавени за збор по однос на последниот кандидат Јовевски. Тој список уредно е предаден на Георгиевска и таа би требало многу добро да го знае ставот 2 од членот 80 од деловникот, кој што вели дека претресот по одредена точка на дневниот ред трае додека не се исцрпи листата на претеници кои се пријавиле за збор. Исто така, Георгиевска многу добро знае дека комисијата која што се нафатила да ја води е една од ретките комисии која што има свој деловник за работа и според него, односно според неговиот член 12, оваа комисија работи ако на седницата присуствува мнозинство од незините членови, што на ниту едно продолжение не беше испочитувано. За жал, Георгиевска не го признаваше овој деловник, но затоа ја призна и ја прифати праксата на нејзиниот колега од европски прашања, па почна да го применува Арберовото правило за недавање можност за процедурална забелешка на секој пратеник, туку само на координаторот, неговите заменици или само членовите на комисијата. И овде самата себе се порекна, бидејќи имаше случај, а за тоа можат да просведочат видеозаписи, кога му даде процедурално да говори на колегата Пренџов, кој што не е ниту координатор, ниту заменик координатор, а ниту член на оваа комисија. Се на се, еден општ хаос во кој што повеќе од очигледно е дека можат да се снаоѓаат само и единствено колегиве од владеачкото мнозинство, кои што по примерот на председателот на ова собрание катадневно кршат устав, кршат закони и кршат деловник. Затоа, многу разбирливо е зошто брзаат на ваков начин да го дополнат Уставниот суд со неистакнати правници. Разбирливо е зашто истиот тој Уставен суд и во ваков непотполн состав треба утре да не им суди за нивните уставни прекршувања. Сепак, јас верувам и ќе се залагам се додека за тоа имам можност, Македонија конечно да добие еден Уставен суд еден ден, кој што ќе ги ослободи од затворска казна уставобранителите, а кој што вистинските криминалци ќе ги однесе во затвор. Уставен суд кој ќе ја зголеми довербата во него, а не обратно. Уставен суд кој ќе работи строго бранејќи го Уставот, како што тоа го правеа македонските уставобранители. Македонија конечно треба да издействува слобода за уставобранителите. Ова еден ден мора и треба да се случи, со или без вас, ама ќе се случи.
Да живее Република Македонија и Павле Трајанов не е тука, има збор.